Првите решенија за еднократен отпис на долговите се очекува кон крајот на месецов во последната недела од октомври, соопшти денеска министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Секако можат да пристигнат и во меѓувреме барања кои што се пратени по пошта, меѓутоа ова е финалната бројка која што до вчера е до 18 часот е примена во центрите за социјална работа, вкупно 40.817 барања. До кога треба да очекуваат граѓаните решенијата да ги добијат во отпис? Очекуваме првите решенија од страна на Комисијата за еднократен отпис на долгови, која што е меѓуресорска и која што во моментов сите примени предмети електронски ги заведува и ги доставува до институциите за системски да се проверат податоците. Комисијата очекуваме првите решенија да ги издаде некаде кон крајот на овој месец, односно последната недела од овој месец. Што најмногу се бара да се отпише? Потрашувачки кредити, струја, потоа радиодифузна такса, па неплатени долгови по однос на топлинска енергија. Во Скопје се одржува првиот саем за вработување на кој се представени 80 компании. Саемот е во организација на Агенцијата за вработување на Република Македонија со цел компаниите да ги презентираат своите потреби од кадар пред лицата што бараат работа, посочи директорот на агенцијата Владко Поповски. Компаниите кои што се одзваат ги отворат своите врати, своите човечки ресурси и да кажат што се им треба, каков кадар им треба, какви се нивните планови во компаниите за нови вработувања. Јас се надевам дека ќе постигнеме целта да ги споиме на едно место побарувачите на работа и побарувачите на работна сила. Така да во денешниот ден и наредните 7 саеми кои што ќе бидат после овој, се надевам дека што повеќе граѓани на Република Македонија ќе се најдат своја екзистенција и ќе може да се вработат во една од овие компании кои што ги нудиме, но и оние кои што не се присутни во Република на овој саем. До крајот на годинава вакви саеми ќе се организираат во Неготино, Тетово и Охрид, Струмица, Куманово и во Битола. Овој настан во соработка со USAID, но е и дел од програмата за работа на владата на Република Македонија во насока на намалување на невработеноста. Имено добро е познато дека во изминатите 6 години невработеноста во Македонија се намали од 38 на за последните 18 години рекордно ниско ниво од 28,2%. И тоа е едно од најважните определби, генерално намалување на невработеноста во работата на владата. Тука се присутни денес и дел од странските компании кои што во изминатите години ги направија инвестициите во Република Македонија, што значи дека и тие политики даваат резултати и токму затоа сето она што продуцира добри резултати ќе продолжиме да го правиме и понатаму. Од утре, 15 октомври, официјално почнува грејната сезона. Дистрибутерите на топлинската енергија ги повикуваат граѓаните да ги проверат инсталациите за парно. Според проценките, во просек годишно меѓу 300 и 400 семејства грејната сезона ја дочекуваат со поплава во нивните домови, поради што надлежните повикуваат да се проверат системите за грејење. Летово, компаниите што продаваат топлинска енергија ја намалија цената за парното грејење, но остана обврската да се плаќа паушалната сума за оние што се исклучени од системот. Според проценките, струјата останува најскапа извор за грејење, се смета дека оваа година нејзеќа користат 75% од домаќинствата. Годинава во однос на лани е регистрирана зголемена побарувачка за огревно дрво, кое се смета за најекономичен извор за грејење. Полициската единица за насилен криминал пресече случај на детска проституција. Кривични пријави се поднесени до 18 годишниот АР и 21 годишниот АР, браќа од Скопје. Од јуни до октомври браќата врбувале 3 девојчињи од Скопје на возраст од 14 до 16 години и против нивна волја ги држале заклучени во куќа на нивниот вујко во Шуто Оризари, каде им носеле клиенти за сексуални услуги, зашто пак пријавените наплаќале од 300 до 2000 денари. Пред неколку дена 2 девојчиња успеале да испегаат, а случајот го пријавиле во полицијата, пошто е ослободено третото девојче. Шпанскиот премиер Маријано Рахој ја поздрави одлуката на каталонските власти за откажување на референдумот за независноста на североисточната автономна област, закажан за 9 ноември. Тоа е одлична вест, почитувањето на законот е обврска која важи за сите, рече Рахој. Тој најави започнување на преговори со Каталонија. Лекар вработен во Обединетите нации кој се заразил со ебола додека работел во Либерија почина на клиниката во германскиот град Лајпциг, каде што се лекувал. И покрај интензивните мерки за лекување и максималните напори на лекарите и медицинскиот персонал, 56 годишниот работник на Обединетите нации подлегна на смртоносната болест, се вели во соопштението од клиниката. Починатиот лекар, чиј идентитет не е откриен, стигнал во Германија минатата недела и е трет заболен од ебола кој што се лекувал во таа држава.